Во петочното издание на регионалните вести ќе гледате. Од утре започнува полагањето на државната матура. Прв е екстерниот испит по мајчин јазик. Од почетокот на годинава до денес на гинеколошко-акушерското оделение во Гостивар се родиле 212 бебиња, што е 20 на помалку од лани, истиот период. Пилотската професија – комплексна работа со многу поволности. Утре започнува полагањето на државната матура со полагање на мајчин јазик како екстерен испит. Се започнува во 10 часот наутро, а полагањето ќе трае 4 часа. Тетовската гимназија подготвена за утрешниот ден. Оттаму велат дека полагањето ќе се одвива според пропишаните протоколи за заштита. 56 ученици кои следат настава на македонски јазик во Тетовската гимназија утре ќе полагаат екстерен испит по мајчин јазик, додека 206 редовни и 4 вонредни ученици од паралелките кои следат настава на албански ќе полагаат албански јазик со почеток во 10 часот. Од утре започнува полагањето на државната матура, прво со екстерните испити. Од Тетовската гимназија велат дека се подготвени за полагањето на кое ќе се почитуваат мерките за заштита од COVID-19. Утре гимназијата Кирил Печинович Тетово е подготвена за реализација на екстерниот дел од испитите на државна матура за 2020-2021. Преземени се сите заштитни мерки против пандемијата COVID-19. Ќе се почитуваат сите заштитни мерки, одржување на дистанцата помеѓу учениците, клупите се распоредени така што да има растојание најмалку 2 метри помеѓу учениците, ќе се мери температурата на секој ученик, имамо дезинфективни средства и учениците се дезинфекцирани. Одниците исто тако, туалетите, се е подготвено да тече според правилата на заштитните мерки. Учениците се известени дека во затворените простории ќе треба да носат заштитна маска. Се известени учениците и ќе го почитуваме тоа. Тие треба да имат своји маски. Ќе се трудиме и ние да обезбедиме одреден број на маски, доколку некој од учениците го забраил дома. Сето тоа ќе го почитуваме. Ќе имамо наблюдувачи од Министерството за образование, наблюдувачи од Државниот испитен центар и наблюдувачи од Бирото за развој на образованието. Значи, ние се спремни. Утре гимназијата Кирил Печинович Тетово е спремна. Утре да почнемо точно во 10 часот. Учениците треба да дојдат најмалку 30 минути пред 10 часот, значи во 9:30, и треба да носат со себе документ за идентификација. Тоа значи дека лична карта, пашош или некој друг документ со слика. За 11 јуни пак е закажано полагање на вториот екстерен испит по англиски јазик или математика. Резултатите од тестовите ќе бидат објавени во рок од 30 дена од последниот вториот екстерен испит. По полагањето на екстерните, матурантите до крајот на месецов ќе ги полагаат и двата интерни испити во училиштето, а покрај нив има и обврска за изработка на проектна задача, која според календарот се реализираше од 15 март до 30 април. Матурантите што нема да ја положат матурата во јуни или не во целост, ќе имаат втора можност во августовската сесија. Термините се 11 август за првиот екстерен и 13 август за вториот екстерен испит. Од почетокот на годинава до денес на гинеколошко-акушерското оделение во Гостивар се родиле 212 бебиња, што е 20 на помалку од лани истиот период.
Лекарите сметаат дека засега намалувањето на новороденчињата не е поврзано со пандемијата, туку е тренд што трае цела деценија. Во Гостивар продолжува трендот на намалување на наталитетот, што се потврдува со податоците за раѓања во Гостиварската болница. Од 1 јануари годинава до денес на гинеколошко-акушерското одделение се родиле 212 бебиња, што е 20 помалку од лани истиот период. 2020 до 4.6. со денешна дата сме имале 231 раѓање, а 21 сега нели 212 раѓања, што би значило некаде 19 раѓања помалку за истата дата. Трендот на опаѓањето на раѓањата не би го поврзал со ништо друго, зашто овој тренд се движи околу 10 години уназад, така по неколку 15-20 од година на година помалку и помалку раѓања. Доктор Јакупи вели дека засега намалувањето на новороденчињата не би требало да се поврзува со пандемијата. Дали ковидот ќе се потврди како причина за пад на наталитетот, се уште е рано да се каже. Во однос на тоа дали пандемијата го направи своето, јас лично не сум на тоа мислење дека има некоја поврзаност сега намалувањето на раѓањата со пандемијата, но се уште е рано да прецениме дали од тука натаму ние за тие 15 месеци не сме имали некои истражувања или некои изработени анализи дали пандемијата стварно има. Тек ова година ќе можеме да видиме што до сега се случило. Според податоците на Државниот завод за статистика, на државно ниво, бројот на живородените деца во првото тримесечје од 2021 година во споредба со истиот период лани е намален за 7%. Бројот на починати бележи зголемување од 35%. Природниот прираст во земјава е негативен, односно има 3029 повеќе починати отколку новородени. Состојбата со коронавирусот во земјава е стабилна. Во текот на летото, според проценките, епидемиолошката ситуација ќе биде мирна, вели министерот за здравство Венко Филипче, кој додава дека сепак граѓаните треба да бидат предпазливи. Оти секогаш може да се јави мутација на вирусот, која би била позарасна од оние кои што циркулира. Навистина, никој во светот, во ниту една земја не може да се даде точно предвидување. Што може да се случи? Може да се случи да има некаква мутација на вирусот, која што е по-контагиозна од сите претходни соеви и тоа да смени сликата епидемиолошка. Се случува во некои земји во светот, со тоа што вакцинацијата помага да нема тешки форми на болести, да нема смртни случаи. Имајќи го тоа на ум, гледајќи како се одвива ситуацијата во нашиот регион, меѓутоа и во другите земји, нашата проценка со резерва дека следниот период од 2 месеци летни кои што се пред нас ќе биде мирна епидемиолошката ситуација. Сепак граѓаните треба да знаат дека мерките се даени за да се почитуваат. Маската е секогаш тука, иако еве не е задолжително да се носи надвор. Кога има групирање, треба да знаат граѓаните дека не е лошо да има три рака и да стават. Сепак е тоа заштита на нивното здравје. И да бидам многу конкретен, сегашните параметри ги пратат оние трендови на намалување. Нема никакви знаци дека нешто ја влошува епидемиолошката ситуација. Топлото време ги мами граѓаните на чести прошетки и престој во природа. Ваквото опуштање е добредојдено за секого, но лекарите советуваат да се внимава поради опасности од змии и инсекти. Шетањето во природа, далеку од секојдневната урбана бучава и гужви, е најдобриот начин за релаксација и полнење на батериите. Пролетните месеци со сонце и пријатни температури се идеални за престој во природа и граѓаните периодов тоа максимално го користат. Сепак, лекарите апелираат на внимателност поради опасности од змии и инсекти, особено од крлежи. Во Гостивар сезонава медицинска помош била пружена на 2 лица каснати од змија и крлеж.
За сега имаме еден случај укасан од змија на кој е третиран и кој заврши добро. Има еден случај укасан од крлеж. Им апелирам на сите граѓани на Гостивар да сега, бидејќи малку мерките се полабавени, почнаа да шетаат по природа, да се вардат од змии и од крлежи, бидејќи сега се уште не е времево разубавено, да речеме растоплено, ама очекуваме наредниве денови да почне летниот период и да си се варта на некој начин. Доколку некој биде каснат од змија, треба што побрзо да се пренесе во болница, каде што соодветно ќе се третира. Лекарите даваат совети што е пожелно да се направи во меѓувреме, односно додека каснатиот стигне до медицинска помош. Додека стигне тука, значи потребно е изнад местото на уједот на змијата, значи да го преврзат местото, да го стегнат, за да не може отровот фактички да се шири према нашето тело. Другото, ние го преземаме тука да го донесе што побрзо кај нас. Затоа што ние имаме противотров, значи имаме серум и вакцина. Најчестата грешка што граѓаните ја прават при убот од крлеж е што се обидуваат самите да го отстранат, што може да биде многу опасно. Секое нестручно вадење на крлежот може да доведе до компликација, нагласуваат медицинарите. Пожелно е во ургентниот центар да си се јават и тука ги го ваѓаат фактички коренот на крлежот, а после тоа ги испрашаат тука на антитетанична профилакса, да им се даде. Во периодите кога има најголема раздвиженост во природа, на гостиварското подрачје се регистрираат по 100 каснувања од крлежи. Најголемиот дел од пациентите поминуваат со благи симптоми од локална природа, како црвенило и јадеж на местото на каснување. Пилотот Антонио Хаджилјоски во гостување во емисија на Кисименада телевизија зборуваше за авиацијата како професија. Ги сподели критериумите кои што се потребни за да се стане пилот, но посочи дека заинтересираноста кај младите за професијата е на ниско ниво. Да се биде пилот представува вистински предизвик, имајќи предвид дека ова е комплексна професија која што подразбира стручна обука и подготовка. Покрај ова, авиацијата како професија е исполнета со возбуда и адреналин, но и можност за голема заработувачка и привилегија да се пропатува светот. Пилотот Антонио Хаджилјоски во гостување во емисијата Актуелни разговори ги сподели критериумите кои што треба да бидат исполнети за да се стане пилот, но истакна и дека заинтересираноста за професијата кај помладата популација во нашата држава е на ниско ниво. Пилотската професија пред се започнува со тоа дека треба да посетите преглед, иницијален преглед, попопуларен меѓу пилотите како класа 1, каде што се испитува вашата основна здравствена состојба. Се состои од, се разбира, ЕКГ, тест дрога, вид слух. За подоцна да исто така основен неизбежен дел да направите компас тест. Компас тестот е всушност тест на концентрација. Кои се вашите лимити и колку вашиот мозок може да процесира работи во даден момент. Тоа е најосновниот дел пред да започнете пилотската академија. Секако кон тоа се надополнува со тестирање на познавање на физиката, одреден дел на математика и познавањето на англиски јазик секако е задолжително. Заинтересираноста кај помладите луѓе е на многу ниско ниво. Сето тоа се должи на тоа што како држава немаме простор за развивање на ова поле од самите почетоци, односно основите на авиацијата. Авиацијата не станува збор само дека е еден голем авион полн со патници, току таа почнува кај најмладите со макетарство, падобранство, идриличарство, кој кај нас, нажалост, да и не постои, он само во минимален дел на неколку ентузијасти. Освен стручната обука, пилотите мора да научат метеорологија, медицина, математика, физика и навигација, особено ако летаат во авиособраќајот. Обуката за пилоти трае 18 месеци и опфаќа 350 часа теоретска настава и 180 часа летање.
Едно прекршување на полицискиот час во Тетово. Полицијата регистрира и физички напади во Гостивар и 2 тетовски села. Следуваат деталите. Во периодот од 24 часот на 3 јуни до 4 часот на 4 јуни 2021 година на подрачјето на СВР Тетово регистрирано едно прекршување на владината одлука за целосна забрана за движење на граѓаните, односно на полицискиот час, а во што било инволвирано 24 годишно лице од Тетовски Копачиндол. Полициски службеници на Оделението за внатрешни работи Гостивар пак вчера околу 15 часот и 30 минути лишиле од слобода 32 годишник од Гостиварски Добридол, кој непосредно пред тоа пред адвокатска канцеларија на улица Браќа Ѓиновски во Гостивар физички нападнал 38 годишник од Гостиварско Чегране, неговата сопруга и нивен роднина. Тој бил задржан во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот. Вчера во 13 часот и 30 минути 51 годишник од Тетовско Доброште пријавил дека претходниот ден околу 20 часот и 10 минути на паркинг на улица Видое Смилевски Бато во Тетово, тој и неговиот малолетен син физички биле нападнати од едно лице. Според пријавеното, напаѓачот користел и тврд предмет. Се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на случајот. Ноќеска околу 1 часот и 15 минути полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 37 годишник од Тетовско село, кој половина час по полноќ физички ја нападнал 36 годишната сопруга и нивната малолетна ќерка. Тој е задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот и ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Спроведена акцијска контрола за брзината на движење на возилата во Тетовско. Санкционирани биле 42 лица кои возеле побрзо од дозволеното. Вчера вечер од 20 часот и 30 минути до 23 часот и 30 минути полициски службеници на СВР Тетово полициска станица за безбедност на патниот сообраќај спровеле контрола на брзината со која се движат возилата во населено место. При тоа со користење на така наречениот ноќен радар биле откриени и законски санкционирани вкупно 42 пречекорувања на максимално дозволената брзина, од кои 10 за повеќе и од 50 км на час. Покрај ова санкционирани се и 5 други видови прекршоци. Деновиве исто така на поширокото тетовско подрачје продолжуваат и контролните активности со кои се опфатени прекршоците кои ги прават мотоциклистите, а во рамките на кои посебен фокус се управувањето без возачка дозвола, некористењето на заштитна опрема и технички неисправните и нерегистрирани мотоцикли. Минатиот месец во Тетово и Тетовско биле преземени вкупно 223 мерки против мотоциклисти, од кои 79 за неносење заштитен шлем, односно кацига, 39 за управување без возачка дозвола и за други недостатоци. На сите прекршители изготвени им се поднесоци зависно од видот и карактерот на прекршокот, тие ќе се соочат со парични глоби кои се движат од 50 до 250, односно 500 евра во денарска противредност. Во овој период исто така, поради констатирани различни видови недостатоци, времено биле одземени и 17 мотоцикли, од кои еден забучава.
Со временската прогноза ги завршуваме регионалните вести. Имајте убав викенд. Пријатно!